Успеав да најдам енциклопедијата. Ми беше скоро 10 години, 8 години скоро заклучена. Ја најдов и внатре го извадив делот за Андон Лазов Јанев Ќосето. Тоа е он. Ова е од Државниот архив. Нешто ќе ви прочитам во врска со него. Значи, ќе имаме 3 работи, 3 активности. Една од овие 2 книги за некој од мемберите, нешто за Андон Лазов Јанев и на крај, ексклузивно, ќе ви прочитам дел од една глава, сега ќе ви кажам поточно која, од главата 38 од мојот нов роман, кој што вчера се врати од лектор, значи средене, уште многу малце ми треба да го досредам, уште едно-две читања и ќе излезе. Главата 38 се вика Лавиринтот на боговите. Работен наслов беше на книгата Сенки над Солун, меѓутоа сега веќе го сменив и се вика Изгубената љубов на Марија. Значи, збориме за еден сериозен роман кој што се одвива на територијата на Солун во денешна Егејска Македонија, но започнува дејството пред поделбата на Македонија, а завршува по поделбата на Македонија. Значи една сага. А прво ќе ви кажам, ќе прочитам нешто за Андон Лазов од овде, па после ќе ви кажам зашто се определив да ви го прочитам токму Андон Лазов. Веќе Андон Лазов е еден од поголемите ликови во историјата на Македонија. Неправедно беше избришан, имаше свој споменик кој што за жал комуњарите го срушија и за уште поголем жал, иако е донесена одлука на градот Скопје, година дена стои постаментот и не се доизградува, нешто има проблем изгледа со извршната власт градска, што е поточно, може би во некоја друга пригода. Битно овој голем лик, Андон Лазов Јанев Ќосето, останува и ден денеска мистерија, останува и ден денеска недоразјасната епизода од македонското револуционерно дело и затоа уште еднаш реков ќе го извадам ова од оваа енциклопедија, ќе го прочитам во духот на она што го правевме порано само за мемберите. Главен редактор на оваа енциклопедија